Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Божиот збор вели: моите луѓе се уништени од недостиг на знаење. Исус Христос дојде со ново знаење, да ни го покаже вистинскиот пат. Тој дојде со чуда, лекување, избавување и сепак светот беше против него. Секогаш се што е ново се соочува со спротивставување, со борба. Ѓаволот го мрази независниот ум, бидејќи независниот ум е ум што е одлучен да ја открие Божјата вистина. Затоа, на се што е ново, нештата се спротивставуваат. На независниот ум не му е грижа за тоа што мислат луѓето. Она што го мислат луѓето за нас не е важно. Важно е она што го мислиме ние за себе. Евангелие според Јован 3 глава започнува вака. Меѓу фарисеите беше еден човек по име Никодим, кнез јудејски. Тој дојде при Исуса ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека ти си учител, дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чудеса што ги правиш ти, ако не е со него Бог. Му одговори Исус и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим беше човек кој се интересираше за работата на Исус Христос и покрај фактот што беше под религиозниот режим. Сакаше да дознае директно од Исус како ги прави работите, од каде му доаѓа моќта, мудроста. Сакаше да знае за неговата служба. И затоа Никодим отиде навечер за да не го дознаат неговите колеги. А ние, сакаме ли да дознаеме како Исус ги правеше чудата? Никодим знаеше дека е невозможно некој да прави такви чуда освен ако Бог не е со него. Тој отиде кај Исус бидејќи имаше независен ум. Многу од нас сме донели одлуки врз основа на она што сме го чуле од другите, од она што сме виделе околу нас, или сме донели одлука врз основа на она што го нудат медиумите, нашето обкружување. Тоа значи дека одлуките што ги носиме врз основа на овие околности се управуваме врз основа на физичкото, на она што може да се види, допре, чуе. Тоа е свет што се восприема преку нашите сетила. А Светото писмо ни вели: не се управувајте според овој свет, туку преку обновување на вашиот ум, за да ја дознаете која е вистинската Божја волја. Во второ послание до Коринтијаните 5:7 пишува: Божите чеда живеат по верата, а не по гледањето. Има огромна разлика, нели? Токму заради тоа, ѓаволот го презира независниот ум. А независниот ум не се управува според гледањето, туку според откровението од Господ Бог. Оние кои се управуваат според сетилата не се проблем за ѓаволот. Тие се лесен плен. Ѓаволот така сложно ќе го подготви теренот со сите околности луѓе, што за кратко време поединецот ќе ја донесе погрешната одлука за себе. Ќе ги намести луѓето околу него, да зборуваат, да го стават во ситуација да се сомнева, да го исмејуваат, да го уплашат, уценуваат и слично. И ете, тој поединец е лесен плен за ѓаволот. Бидејќи ѓаволот ги знае слабите точки, каде да нападне. Многу од нас сме биле уништени на ваков начин. Било во кариерата, семејните односи, односите со партнерите, во бизнисот и така натаму. Зошто?
затоа што сме поверувале во лагите на ѓаволот. Така што, за да не се впуштаме во уништување на нашиот живот, ние треба се да испитаме преку светлината на Божиот збор. Во прво послание до Солунтјаните 5 глава пишува: Се испитувајте, за доброто држете се, клонете се од секакво зло, а сам Бог на мирот да ве освети наполно во се, и целиот ваш дух, и душата, и телото да се запазат без порок при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. А ние, како деца на небесниот Татко, како би можеле да испитуваме? Преку она што го кажуваат нашите познаници, врз основа на се што ќе прочитаме или чуеме? Дали сме барале решение за нашата ситуација преку Божиот збор? Сме ја прочитале ли Божијата волја за нас? Ја знаеме ли која е? Дали сме испитале? Колку пати сме донеле одлука на изјавата: Ама тој, таа, така ми рече, така ми кажа. Наместо тоа, дали за одредена ситуација, одреден човек, сме се помолиле, па за да го добиеме одговорот и да знаеме дали нешто е вистина или не, дали треба да правиме нешто или не, дали тој човек е вистинскиот или не. Светото писмо ни вели: барај и ќе најдеш, прашај и ќе ти биде одговорено. На тој начин ќе живееме според одговорот даден од небесниот Татко, а не според понудениот одговор од ѓаволот. Затоа, се да тестираме преку светлината на Божиот збор. Ова е дефиницијата за независен ум. Ова значи да се има независен ум. Во Евангелие според Јован глава 7 за Исус пишува: А јудејците го бараа на празникот и велеа: Каде е оној? И многу расправи имаше во народот за него. Едни зборуваа дека е добар, а други велеа не, туку го заблудува народот. Ете, се ширеа разни гласини за Исус, но Никодим одлучи да испита кој е Исус и ја дозна вистината. Тој реши да има независен ум. Затоа, да си кажеме дека од денес нема да носам одлуки базирани на она што го слушам, гледам, читам или врз основа на она што некој ми кажал. Туку, започнувајќи од денес, јас ќе испитувам се преку светлината на Божиот збор. Бидејќи како дете на Бога, имам независен ум. Да речеме, доста е. Од денес имам независен ум. Од денес ќе го правам она што ќе ми го каже Господ Бог. Ве поздравувам со првиот псалм. Блажен е оној човек што не оди на советот безбожнички, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Па му омилил законот на Господа и во законот негов дење и ноќе се поучува. Тој како дрво посадено крај воден извор, кој својот род го дава на време и чиј лист не венее и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците, тие се како прав, што го растура ветрот по земјата.
Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведниците. Зашто Господ го знае патот на праведниците. Патот пак безбожнички води во погибел. For you, and what won't he do in a moment? Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. So I tell you, don't get tired. Елиезер,